Ова издание на студио е посветено на граѓанскиот активизам и односот на институциите кон граѓанскиот активизам. Мои гости се Зорица Димовска од АМАН и Тамара Атанасовска, позната од граѓанското движење за против полициска бруталност и стоп за полициска бруталност. Непоследен повод е вашето вчерашно искуство во парламентот. Прво ја прашам како се поминавте вчера во парламентот. Многу непријатно, многу изненадена бев од односот на пратеници избрани од народот, кои вечито викаат дека работат за народот, нели? Они се посветени му се на народот, меѓутоа нивната недисциплина, нивниот однос несериозен. Тоа беше, јас стварно се фрапирав. Она што е вака, слушнавме дека сте фрустрирана пензионерка, комуњара, да. И од кого, како стигаат тие до фрлање? Видите, јас од пратеници кои беа на местото? Да, присутни кои седат. Во своите сточни? Да, седат. Без да бараат збор? Не, од место до фрлаат, докато кажуваат од каде сум, која сум, на која партија припаѓам, не припаѓам. Не ти даваат можност едноставно да им кажеш дека е кој си ти и што си ти. Те етикетираат на прва. Се обидовте да поразговарате со некого? Јас се обидов со, речеме, Ѓорче Владко. Тој беше прв што ми викна од седиште, ти си СДС-овка. Со прст. Јас викам, не, може би требаше да му кажам некој друг начин да му се обратам, ама јас му реков, не, се лажеш, јас сум од невладиниот сектор, кој треба да биде ваш коректор. Да ве прати вас и да ви кажу каде грешите. И нему му викав, тој толку сладко се изнасмеа и сите околу него, како да кажа, кој знае, ја откри Америка, да речеме, дека ми рече дека сум СДС, што не е точно. Тамара Атанасовска, вие не успеавте да стигнете до собрание, значи Аман беше почестена, сепак влегува во собрание. Извојува мала демократска победа. Точно, да, не е малце, за до каде сме добро е. Дали се препознаваш во некои моменти од ова што Аман сега го доживува како искуство во односот со институциите и она што беше ваше искуство? Па, апсолутно. Мислам, нашата власт во однос на граѓански иницијативи уште не ги прима, туку се брани од нив. И истите оружја ги користи цело време, игнорирање и дискредитирање. Тада истиот патрон, да речеме, се повторува и со Аман, што беше со нас. Значи, иако они извојуваа тајата мала демократска победа и стигнаа до собранието, таму ги дискредитира. Ги не чека. На што бевте вие изложени по-конкретно? Ние бевме најчесто на игнорирање, со тоа што неколку степени. Прво, многу касно, било кој не примети или како премиерот што излезе, не знам, 7 дена или повеќе после тоа ние што протестираме секој ден. И кога излезе, исто имаше дискредитирачки дел од неговиот говор. Провладините медиуми не престана да известуваат 15 дена по протестите кои траја месец и пол. Дали како поединци бевте изложени на етикетирање на апсолутно, луѓе кои протестираа секој ден, кои можеби беа малце поизложени и превзема иницијатива да стојат малку понапред, беа веднаш етикетирани како СДСМ Сорос и вообичаените етикети со кои се справи господјата. Тоа е една реалност во која очигледно се случува тој активизам таков каков што е. Што е според вас перспективата? Како може да се пробие таа бариера која јас мислам дека е повеќе културолошка отколку политичка? Но што понатаму? Дали сте вие обесхрабрени после овој ваш настап во собранието? Дури уште поголем елан имам да одиме понатаму. Сега знаете што, ние прво малку ќе се консолидираме, дека ќе престанеме, тоа не доаѓа во одбир. Ние имаме 8-9 барања, нали, Аман, имаш толку барања. Тој 33% дури може и ќе го смениме. Замислете, вие колку рековте дека месеци нешто? Месеци протестираме. Ние 7 месеци, континуирано секоја недела, и во почетоците во вторник, потоа во сабота. Стоевме пред регулаторната комисија и баравме да не слушнат. На пратениците на секој поединечно 3 пати им ги дававме нашите барања. Дури третиот пат они успеа да издействуваат во собранието да има расправа за доверба на регулаторната комисија. Ние како активисти уредно се пријавивме да присуствуваме на таа. Горе во галеријата со вас новинари да видиме.
Председателот на собранието не ни дозволи етикетирајќи некако Соросоиди или СДСовци. И ние преседавме кај пријавницата доле на фотелите. Значи, зошто да не слушнеме, нали, ние го предложивме тоа. И сега кога на Комисијата за економски прашања беа повикани така наречени експерти, јас така и ги тројца бе од регулаторната, заменик министер за економија, тоа е Кристијан Делев, и на Агенцијата за енергетика Гечевски. Толку беа љубазни, дури покажа иницијативата дека е во ред, може нешто да се стори за неа. Може електричната моќност со 33% да се намали, не може. И сега вака вика, не може, јас мојот впечаток сега го кажувам, значи не може една иницијатива да го помине тој трнлив пат, сама да организира подписите, значи да ги печати документите, да ги носи, да ги зема, да ги донесе во собрание и сега да не може да се нејзиниот предлог да се прифати. Зошто не би можел? Во Уставот 71 пишува секој граѓанин и граѓанска иницијатива може да донесе измени. Што се случи со таа љубезност? Сега, љубезноста, значи, тоа сакам и да ви го кажам. Значи, зошто, у суштина разбравме ние, зошто бре сте морале да правите граѓанска иницијатива, да дојдевте кој нас, да седневте со нас, ќе ги решевме овие проблеми. Тамара, вие не успеавте. Не успеавте, Стаса. Ние сме задоволни дури до тоа што Стаса. Не, ама настапија далеку поорганизирано, ви ги искористија тие демократски методи кои малце се, ама нас не се на располагање. Значи, беа упорни, 3 пати поднесува, ние еднаш успеавме да поднесеме такви до пратениците. Барањата, исто и ова со подписите, значи голем товар има они тоа да го организираат. Ние не можеме да имаме премногу. Прашањето е дали вас се обесхрабрија? Па, генерално, нивната стратегија на игнорирање и дискредитирање, да, ги обесхрабри по големиот дел од луѓето. Профункционира, ама беше многу агресивна и не знам, да, профункционира. Ќе излажам да го кажам. Има луѓе кои се уште им стои тоа, ама едноставно нема веќе да излегуваат толку, нема да се повтори тоа што се случи тогаш, мислам нормално. Да. Го скршија тој дух, тој континуитет. Ваше следно е, вама вие одите на референдум? Па сега законот, уставот ни дозволува. Да. Уставот ни дозволува. Него, како што вели Тамара, тоа е многу скапо. Знаете што, ние прво треба да најдеме спонзор, кој ќе не спонзорира, зашто замислете колку ние вложивме не само труд, јас себе им благодарам на стечајците низ цела Македонија. Најголемата работа во разнесувањето на документиве овие списковите за подписи тие не ги направи. Дали се ова некој тип на солидарност со други да, дефинитивно. Движења и други иницијативи? Јас сум председател на организацијата на жени на Центар. Како организација ние сме членка на Македонската платформа за борба против сиромаштија. Тука сите ни помогна. Значи сите организации на територија на Македонија покажа интерес, ајде, дајте ни ги, ние ќе ги однесеме, јас им поделив на многу од такви активисти полномоштва да можат, пошто сум носител на иницијативата, да може да одат да следат, да прашуваат, да видат дали има. Меѓутоа, јас сум задоволна и од ДИК, затоа што многу коректно, многу стручно и многу поштено е сработија работата. Во собирањето подписи. Учено ни треба ваква солидарност, значи тоа им треба на граѓанските. Ама тука треба и да бидеш цврст и да знаеш и да ги искористиш сите можности и улицата да ја искористиш, ама да ги и легалните можности. На страна ме интересира нешто што е дел од можеби вашиот приватен живот, но како тие обвинувања кои стигаа од институциите на ваша сметка се рефлектираа во вашиот приватен живот, да речеме дали бевте изложени на навреди или дилеми во однос на вашите приватни релации кои имате со... Ја зашто никогаш не бев... Да. Ето затоа и го донесов. Еден од примерите, ево. Дека сте марионети на Бранко. Да. Кога станавме едно сабајле да направиме прес, ги најдовме залепени околу Александар Македонски, па си одлепивме за споменеве да си чуваме дека и тоа го имало. Да си го чувате. И се ќе си го чуваме. Тоа ми интересува. Само да се каков ефект има тоа
во секојдневието во вашите Зависи колку си изложен, ја никогаш односи не човечки сум била покажана со прст, така да немало Еве се рефлектирало на мојот приватен или живот. некои други членови од вашата иницијатива. Но да, на некои членови им се случува проблеми на работа и слични такви помали проблеми, сепак на тие најетикетираните, тие што ги имаше заокружувано или такви. Другите може би имале проблеми со комуникација со оние кои не ги разбирале зашто протестираат. Вие Судна мама Ние имавме едно... после вчерашниот настап, например, ме интересира какви беа реакциите од Па ви ваши знаете пријатели, што ми се познаци случува или- со сите или ми луѓе кои не ме одам познаваат. по улица, еве Да. сега ми се случува, се бајлево одев во трговски да си пазарам, луѓето ми приоѓаат, ме препознаваат зашто ја се уште не си го менувам, нали, имиџот, за да Да. може да ме видат и да ме препознаат. Луѓето ми приоѓаат и викаат браво. Така треба. Значи и во почетокот се некако со страф некој ме гледа. Сега мислам од тоа дека народов се буди. Народов гледа. Јас не се плашам, еве. Јас Тама на јас- твојот печаток имаше многу реакции на социјалните мрежи. Каков е твојот печаток околу коментарите за вчерашниот настап и воопшто за иницијативата Аман? Па Има поддршка, нема поддршка има многу поддршка, Да. па нормално кој не би поддржал нешто како што се бори Аман, сум тој луда да не поддржиш. Мојот круг на луѓе што ги следам, што сите го поддржуваат и строго го осудуваат ова што се случило вчера, јас не можев да пратам зашто бев на работа, ама коментарите беа постојано твитани, читани. Сите се згрозени од настапот на пратениците. Еве сега ќе кажам, ако смеам да кажам. Значи првите Смејте. така. Првите влегувања во парламентот, знаете како е, можеш све да извадиш од джепа, Да. па нешто Да. свирка, па ајде и динарчето треба негде што ако ми е у джеп. Сега после тој настап, значи кога се враќав за гласовите да ги слушнам, отворени ми беа вратите, сите како, нали, идам, ходникот е многу долг, сите ми честитаа, сите сакаат да ми покажат дека стварност е во право. Исклучително. И мислам дека и пратениците, и сите знаат дека е ова вистинско барање. Ова е барање на народот. Ова, еве да речеме, јас ќе се вратам, Полио Плюс собрало 20.000. Ама тоа е, не дека немаат право, да се разбереме, си ги бараат своите права нормално. Ама тоа е за одредена група на луѓе, нали? Да речеме, овие бранителиве, 32 подписа собрале. И тие имаат, ама тоа е, ова е за целиот македонски народ. И смешно е, а Вирович кој вика, ама зошто и ќе им се намали ефтината струја ќе добијат и тие што имаат да плаќаат? Кој е тој резон? Кој е? Дека не треба да се троши многу струја па со цената да се... Ама јас зошто ја прашам? Еве, да се нафатиме, немам ништо против, ќе си бидеме нокни птици, само ноки ќе си трошиме, нали, ефтина струја. Дали тоа значи дека дневната никош нема да ни ја поскапат? А имаше некаква дебата после тоа во Не, ништо? не. Па ние тоа и го баравме у суштина. Бидејќи не помина, оваа Дуличка не ја интересираше дали иницијативата не е по закон, по пропис, со сите нишани. Вика изворедна е. Честитки! Вие продолжувате. Да, Тамара, дефинитивно. за политичка бруталност не се знае, може би го некоја друга Не, ние иницијатива. имаме активности кои ги објавиме во текот на оваа година. Само што сега моментов немам што да кажам, ама ќе Добро, ќе видиме во текот. Да. Ќе го чекаме да прочитаме нешто ново на твојот блог на тема граѓански активизам. Да, ќе биде и појавно, ќе снимаме некои работи за да се покажат некои одредени делови баш во овој однос што го збориме на институциите и како беше тргната на страна за да не се заборави. Никоја ќе пробам исто да покажеме континуитет во историјата на политичка бруталност која се случила и е овде, со тоа што ќе покренеме онлайн платформа за пријавување на истите кои што ќе се документираат и можеби ќе има соработка со институциите за помош на тие луѓе, ама ете понатаму. Зорица Димовска, Тамара Траска, ви благодарам. Благодарам и ние.